Заедно со секторите за комунални работи и со секторот за инспекцијски работи излегавме на терен да видиме што точно се случило. Констатирано е дека поради градежните активности на еден од инвеститорите се случило слечиште на улицата поради негрижа, така да нашите инспекцијски служби заедно со правната служба моментално ги проверуваат сите законски мерки да се превземат и да се укаже на недостатоците при изведбата на инвеститорот, што е на таа локација. Така, како што знам, градежните работи се прекинати. Да. Во моментот. Да. Значи, ние како преку инспекцијската служба ги повикнавме инспекторите, ќе се прекинат сите градежни работи до отргнување на сите недостатоци од страна на инвеститорот. Дополнително разговаравме со граѓаните на Пржино, поточно на улиците кои се засегнати таму. Ќе побараме и од Министерството за внатрешни работи да се ограничи тежината на возилата кои што можат таму да поминуваат, за да не настане и дополнителна штета и на другите објекти кои се на терен таму. Има ли загрозени објекти? Моментално нема. Доколку се санира на време целата работа, ќе сметам дека нема ниту еден од објектите да бидат оштетени. Има оштетување мало на патот поради тежината на механизацијата која што се движала таму и тоа ќе му биде доставено на инвеститорот за да си ја врати во првобитна состојба улицата по која што се движеле возилата. Рековте има недостатоци од страна на инвеститорот. Какви? По однос на безбедноста, сега не ги знам точно по кои членови ќе треба да се постапи, тоа го прават инспекцијските служби во моментот и ќе му бидат доставени сите забелешки на инвеститорот. Кога е издадена маркица таму за градба? Значи, кога се почнати градежните работи? Градежните работи се почнати овој месец. Дозволата, одобрението за градба е издадено во трети месец, поточно овој месец, со тоа што се уште нема издадено одобрение за сите објекти. Таму треба да бидат 3 објекти според деталниот урбанистички план. Така. И за тоа исто така ќе се постапиме ние преку нашите инспекцијски служби. Пред и по започнувањето на градежните работи имало реакции од граѓаните таму кои што живеат. Дали е тоа земено во предвид? Земено е во предвид за сите реакции. Нашата инспекцијска служба е доставено првично до инвеститорот што треба да си отстрани, дел од работите биле отстранети. Во тој период ние само опомена дадовме, пошто нели се заложивме дека да не биде веднаш со пишување на казни, за да се тргнат сите недостатоци, така да тоа што не е постапено ќе се постапи во наредниот период. Да, претходно дали инспекцијските служби биле на терен да испитаат за да евентуално се превенира некоја ваква ситуација? Инспекцијските служби беа на терен да видат што и како е, каков е теренот, тоа што ние го постапуваме, гледаме дали е во согласност со одобрението за градење. Знаете дека кога се вади одобрение за градење, треба да се има не само документи од општината, ние го даваме последниот документ како одобрение, него они си имаат испитување на сеизмичко испитување таму, исто и на одобрение од ДИЗИ, сите тие работи инвеститорот си ги има. Сите одобрение, така да ние сме постапиле по тоа, а понатаму нашите инспекцијски служби се грижат дали се постапува во однос на проектот, во однос на безбедност. Така, дали има... За жал морам да го напоменам ова, дека ние имаме само двајца по систематизација градежни инспектори на целата територија на општина Кисела Вода, кои треба да се грижат и за тековните работи и одобренија, а и за нелегалните работи кои се случуваат на територија на општина Кисела Вода. Со новата систематизација која што ја правиме, ќе се зголеми бројот на вработени во инспекцијските служби, не само за градежниот дел, него и по однос на екологијата и хигиената и комуналните редари, пошто сметавме дека за нормално функционирање на општината најбитно е да имаме една стабилна и многу силна инспекцијска служба за да не ни се случуваат вакви работи.